Добар ден, најавата го означи стартот на денешната емисија Агроисток, во која донесуваме повеќе актуелни содржини со кои веруваме ќе го задржиме вашето внимание. Актуелна во моментот е состојбата со житариците која според земјоделските стручњаци и самите земјоделци се оценува како солидна. Поволните временски прилики придонесуваат за успешен развој на земјоделските култури, посебно на житариците, кои во источниот регион се застапени на десетина илјади хектари, од кои околу 5000 во Штипско. Земјоделските стручњаци со оценка дека имавме блага зима со релативно добра почвена влага, без така наречени суви студови, поради што пшеницата и јачменот се во добра вегетативна состојба. Состојбата на житарицата во овој момент е многу добра, така да временските прилики кои моментално се на нашиот терен присутни дават добри услови за развој на житарицата. За поуспешен развој на житните култури неопходно потребно е во овој период да се изврши подхранување на пшениците и исто така да се извршат и припреми за борба против плевелите. При што треба да се води сметка да се користат хербициди кои не се штетни за останатиот жив свет, како што се пчелите и други инсекти, полезни инсекти мислам. Иначе житариците во овој момент се наоѓаат во фаза на братимење и тоа при крајот на братимењето, а ако вака продолжат временските услови, може да дојде и до влатење на самите растенија. Опасност за житните барем култури, опасност за да измрзнат. Бидејќи житните култури по правило треба да издржуват и доста ниски температури, некаде и до минус 18 степени Целзиуси, затоа што ако не ги издржуват тие температури, такви сорти и такви семења не се пуштат во промет. Со слично видување се и непосредните производители. Сега добријат. Сега натаму. Сега треба ѓубре, пред тоа ставаат, сега не знам дали се гледам газено и сега ставалеца. Поволните временски прилики некои ги користат за промена на сеидбената структура. Беше неколку години житарица, сега тука има овие две парцели со планирано за луцерка да ги садам, полека ги припремаме и во текот на наредната недела, кој е здрави живот, да, ќе ги посееме. Зошто луцерка не житарица? Па чувам крави и повеќе ми одговара, пошто житарицата 250-300 кила по декар, а луцерката два пати да косам повеќе ќе ми даде него ли житарицата. Немате систем за наводнување овде? Нема. Понапред левиот канал кој беше системо, тука да бе оризи, имаше сега како е, нема вода и на природни услови. Што му даде. Ношт колку ќе има, толку ќе има. Ако е годината врнежлава, ќе има 4-5 пати ќе се коси, ако не два пати да косам, ќе имам повеќе него ли житарица. Повеќе приход него ли житарица. Доколку завршиле со подхранувањето, земјоделците сега треба да се ориентираат на пролетната сеидба, за која исто така постојат идеални услови. Но не помалку актуелна е и водата, односно прашањето околу годинашнава наводнителна сезона. Дали годинава конечно ќе стигне до оризовите површини? Се подготвува каналската мрежа од хидросистемот Брегалница за прифаќање на водите од езерото Калиманци и за успешен старт на новата наводнителна сезона. За разлика од порано, годинава оптимистички најави дека вода ќе има од 15 април, кога се очекува да започне и сеидбата на така нареченото бело злато. Излезени се веќе екипите на терен, се состануваме со земјоделци и водокорисниците и ќе дадеме максимални напори што е до наша можност, значи да оваа година Брегалница да кренеме на некој ниво задоволително, а веќе од година и понатаму да се врати на онаа ниво каде што Брегалница била една од најдобрите. Заедно со водостопанското предпријатие на Република Македонија излеговме на терен, веќе имат вклучено 3 машини кои веќе работат активно на теренот. Мислам дека понатаму ќе почне да се чистат каналите и речните корита, со тоа што луѓето на време ќе започнат со сеидбата на оризот.
Значи, кажано е дека ќе биде некаде околу 15 април ќе почне сејбата на оризот оваа година. Годинава се очекува околу 5000 хектари да бидат под ориз. Врската помеѓу земјоделците и водостопанство Брегалница ќе се регулира со договори за правата и обврските во однос на водоснабдувањето, а оние земјоделци кои нема да ги почитуваат договорите ќе бидат санкционирани. Сите брани кои што се наоѓаат на подружницата на Брегалница се следат и одражуваат активно, велат од водостопанство. Убавите временски услови уште сега ги намами земјоделските производители да започнат, односно да се ангажираат за чистење на нивите и каналите од минатата година. Оризарите се надеваат дека оваа пролет конечно ќе започне сејдбата на време и ќе се надминат сите проблеми од водоснабдителниот систем Брегалница. А во наредните два прилога ќе говориме за мостовите. Тие од секогаш служеле за поврзување на луѓе, населби, села, градови. Во конкретниот случај, жителите на село Драка, Виничко, бараат да им се изгради разрушениот мост. На раскрсница помеѓу две општини со имот во катастарот на Македонска Каменица и Виница, жителите на село Драка, кое се води под Калиманско, не знаат за која потреба каде да се обратат за помош. Лево од река Брегалница имотот се води на Дулица, Каменичко, десно на Виничко. Меѓутоа, поплавите од ланскиот февруари направија штета и лево и десно од Брегалница. Мостот кој поврзува два различни општински имоти е преполовен и е со ризик за преведување на стоката и приклучната механизација. Жителите само иницијативно се обиделе да го санираат оштетеното, но ризикот ги демне при секое надоаѓање на реката. За помош молат и од двете општини. Ако сака општината да ни помогне, како ние жители на Виница што сме тука, мислам како на други што се помага, ако може, нека ни поможе. И знам дека може. Затоа ако може да се помогне. Бараме помош и за овај мост, и тај малку да се дотера горе пешачкиот и тај да се дотера тука, да се стави материјали повеќе тука, да може да се мине со трактор. Стока, прво минеме со стока, а после некој пат од зорни трактор го пуштиме овдека да покараме летно време кај реката го мине. Потим водата е многу стално голема. А тука беше, немаше да гледаш дали е мост имало, дали градежи, това беше уравнено се како течеше водата. Се си беше равно. Останаме, не однесе, ама оштетине. Бачи не однесе, мостове не однесе. Тука ќе сме, нема каде да идеме. Ако има нешто помош, нека помогнат. Ако не, те одиме. Ма че име се тука со трактор, искаме да поправиме мосто, не можеме. Во селото има 13 фамилии кои до неодамна екзистираа исклучиво од преработка на каменот, а сега се насочени кон сточарство и пчеларство како основни извори на приходи. Има и неколку млади брачни парови кои днината остануваат тука да ја градат. Некој има 30, некој 20, некој 5, јас имам најмалку. Још на училиште имаме тука деца проводе нешто кренува. Субвенции користите ли за стоката извлечени? Јас си користам, за мене си кажувам да си користа. И па со таа стока ние живееме, ако не е таа стока, избегаме и ние од тука, како сите што избегува и ние ќе бегаме од тука, ама нема каде да идеме, ние што сме тука, се сме тие сточари тука. Ако дека ќе се тргнеме, ако се не направи мостот, не знам. Инаку, селото Драка ја крие и најстарата воденица во регионот, која легендите ја датираат пред 1 век, но за разлика од многу други, се уште квалитетно ја врши својата функција за потребите на жителите. А нов мост ќе се гради и за жителите од Буниш, Ратавица и Драч Злетовско. Жителите од трите пробиштипски села Бунеш, Ратавица и Драч за 90 дена повторно ќе ја преминуваат река Злетовица по нов, современ и безбеден мост. Причината за уривање на мостот беа минатогодишните поплави. Затоа општина Пробиштип за санација на ваквиот проблем, односно за изградба на нов мост, аплицираше за средства преку Центарот за Источнопланскиот регион и Агенцијата за финансиска поддршка и руралниот развој за земјоделство. Средствата се обезбедени од страна на Центарот за развој на Источен плански регион, од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој во висина од околу 3 милиона денари. Меѓутоа, согласно буџетот на проектот, собствено кофинансирање и има општина Пробиштип во висина од 1 милион и 30 илјади денари. Рокот за изградба на овој мост е 90 дена од моментот на воведување во работа.
Надзорен орган е Студио Атриум од Штип. Неговата вкупна должина е 22 метри со 3 полиња кои што ќе бидат изградени паралелно на веќе постоечкиот мост кој што е значително оштетен и забранет за употреба на возила веќе една година и очекуваме изведувачот компанијата Жикол да одговори на висина на својата задача, односно да ги исполни сите услови кои што се предвидени во договорот и секако навремено и квалитетно да ја заврши целата оваа работа. За жителите изградбата на мостот на Злетовска река ќе биде од големо значење. Тие за да ја хранат стоката и ги одгледуваат своите земјоделски површини, морале да поминуваат преку другите села, бидејќи истребувале од состојбата на веќе постоечкиот мост. Многу добро ќе значи. Прока не можеме да минеме од него сега што да се направи многу убаво ќе биде за сите, не само за бунишани. Од 3 потенцијала да и така се снаѓаат лобица кој како се снаѓаш. Минеа. Дај Боже, нека има нов мост и нека има народ да мине преко него. По 3 пати у дено. Овде се качувал на тракторот, на седишто, за да поминам реката. Ја чуваше не околу 150 овци и 70 декара одржаваше земјиште. Тогај ми требаше мост и сега е потребен. Али тогај требаше. А сега не е касно, никој пат, за ништо не е касно. Тоа треба што подхитно да се направи. Оти не се знае, например, невременски прилики, непогоди. Уште еден дотек на Злетовска река, тоа оде целост. Ќе го фане и полето скроз надоле, еве видите сами колку земјиште ни е однесено, и мое, и негово, и на други луѓе, па надоле плюс тоа. Освен Проби, Штип и останатите градови од источниот регион аплицираа преку Центарот за источно-планскиот регион за реализирање на покрупни проекти. Се селиме во урбаните средини. Во Штип интензивно се работи на хортикултурно уредување на зелените површини. Деновиве таква акција се спроведе во најголемиот парк во населбата Баби. Вработените во работната единица паркови и зеленило продолжуваат со хортикултурно уредување на парковите и други простори во Штип. Денес со нови 150 садници се пополни најголемиот парк во населбата Баби. Секоја среда ќе имаме разобувување на еден дел од градот. Знаете дека минатата среда работевме, хортикултурно го средувавме паркот во 8 ноември. Еве оваа среда сме овде во Бабите. Овде во паркот се сите вработени од Зеленило, работна единица Зеленило, исто така и дел од управна служба, а континуирано сите вработени од управна зграда ќе мора да се приклучат заедно со Зеленило да го разобуваат градот. Денес сме овде, значи ќе работиме некаде 4 часа, за 4 часа ќе опушуваме целиот овој предел овде, ќе го раззелениме и ќе продолжи и оваа акција и понатаму за се со цел за подобро на граѓаните на град Штип. Сортиментот на садници е различен и е целосно во функција на амбиентот што го нуди парковото уредување. На ова место ќе легне една магнолија, ќе легне на туја, хамајципарис, дрвца од сите врсти, ќе имаме една миниатурна шума од црнбор, заштита од ветер, од прашина на овие луѓе тука и се разбере убаво шеталиште за баби, за внуци и за сите жители на ова населба. Во акцијата активно се вклучени вработените административци од оваа работна единица. Ние вработените од управата излеговме да посадиме дрвца и учествуваме во оваа акција. Јас посадив 5 дрвца, ќе ве молам да ја чувате и да ја заштитувате животната средина за да ни биде убаво и чисто. Да го разубавиме овој парк во Бабите и вакви акции се очекуваат понатаму се почесто со начело со директорот Бојаджиев. Ваквите акции ќе бидат секојдневна работа за ИСАР. Со слично темпо ќе се работи во наредниот период, при што ќе се облагородат многу други простори кои досега беа или запоставени или пак на нивно место немаше ништо. Во
последно време се повеќе се зголемува интересот за набавка на нова механизација и други поволности што ги нуди државата. Да слушнеме каква е состојбата во Кочанско. Во мерката 121.5, што се однесува за програмата од рурален развој за набавка на механизација, која што предизвика најголем интерес кај земјоделците, можеме да кажеме дека ние како работна единица во Кочани направивме некаде околу 118 деловни планови, преку кои што земјоделците аплицираа за своите потреби, дали е тоа трактори или приклучна механизација, при што целата сума на побарување изнесува некаде преку 60 милиони денари. Овој оглас се заврши на 19 февруари и можам да кажам дека ова е најголемиот интерес што досега земјоделците го имаат искажано во врска со оваа програма. Повеќе од двојно од минатата година. Исто така можам да кажам дека истекува рокот за пријавување за враќање на средствата од ново подигнати насади, тоа исто така мерка 121.1 и 2. Имаме исто така, бидејќи нашиот крај не е познат по лозарово штарството, имаме одредени клиенти кои имаат подигнати нови лозови насади, кои што преку нас успеа да аплицираат за враќање на нивните средства, така што и во овој дел стоиме на располагање на земјоделците. Само да кажам дека целата оваа работа веќе втора година се врши по електронски пат. Значи, сите документи треба да бидат во електронска форма, ние го изработуваме деловниот план и сето тоа оди на електронска апликација преку страната од платежната агенција за е-барање, при што со текот на времето верувам дека и помладите земјоделци ќе можат и сами да го научат овој начин на аплицирање и сами да си аплицираат нормално со наша помош во секој еден проблем ако се појави. Кога ги спомнавме младите земјоделци, значи да кажеме дека во тек е и мерката млад земјоделец, тоа е третиот оглас од оваа програма за рурален развој, која што исто така побудува голем интерес кај младите земјоделци. Критериум за поднесување на барање и апликација за оваа програма е земјоделецот, тоест кандидатот да е помеѓу 18 и 40 години возраст, да има отворен фарм регистер кој што не е постар од 18 месеци и тие се основни критериуми кои ако ги исполнува може слободно да аплицира за било која потреба во земјоделието. Дали е тоа набавка на механизација, дали е тоа подигање на овошни насади или купување на земја. Значи, каква идеја има, таква идеја може да поднесе во оваа програма. Деновиве го посетивме добиточниот пазар во Облешово, каде што забележавме голема понуда на крупен добиток, но и на свињи и прасиња. Незадоволни сточери богата понуда на добиток, свињи и прасиња денес на добиточниот пазар во Облешево. Они кои дошле со намера да продадат дел од својот добиток, вака ја коментираа денешнава состојба на овој најголем пазар во Источна Македонија. Жива мера 150. Да. Според вас, вие сакате да купите? Не, ја исто имам за продавање, само не иде некако пазар, многу ефтини. И се и годиња, и телиња се ефтино иде многу. 150 ефтино? Па ефтино. 120 беше? Беше, ама да го чуваш. Телево, не е бик. Според вас оваа цена реална ли? Не. Треба ли да биде по? Па треба да биде малку поактивна. Имаше ја чуваше крави, али ги продадов. Зошто? Зошто од државата нема услови. Преку има кравен преку пат, не казни вика вода да иди поим вода. На пат и 45 евра казна. Не се скапи, средна цена е. Средна цена, да. По која цена ова? Па кравите 6 до 70 дена, биците од 100 дена на 110 тука се движи цената. А телињата? Телињата од 100, 110, 120 највише. Тие помалите 150, 160. Реална ли е? 100 кила, да, реална цена. Према ставот како што е кај нас, реална цена е тоа. Гледам, нема купувачи, повеќе продавачи. Па нема што, нема луѓето пари, што е работа, не знам.
По пониски цени, освен крупниот добиток, се продаваа свињите и прасињата. По која цена ги дава? Па некаде околу 2800 до 3300. Од парче, да. Шива мера колку излегува? Шива мера околу 130 денара. Да. Ефтини се. Џабе. Чисто џабе, само нема што да правиме. Некои сметаат дека ваквата состојба секоја година се повторува по Божик. Славо, мина времето. До Божик што се продае, тоа е, после нема више. Нема. Тоа пресечат со нож. Општо познато е дека во пазарната сфера цените ги диктираат понудата и побарувачката. Во Облешево подолго време цените не се во прилог на оние кои произведуваат. Го викаат Ѓорги Билката од Градовци. За себе вели дека го знаат сите на истокот. Да ја слушнеме неговата приказна. Јас сум Ѓорги Билката од Градовци. Од Кочани, знаат ме сите. Произведувам граф, пиперки, компири, орис, од се по нешто. Денес сум задоволен од пазарот, што продавам, имам од гравот, од пиперките, имам нешто ореви, орис, задоволен. Цените се ниски, али ако работиш повеќе има за живот. Кој работи има за живот. По колку произведуваш гравче? Граф произведувам по 300 кила, орис многу произведувам. Орис произведувам по 20-30 тона. На мене ми е криво што никој не дојде да рече да нека, еве, дето ми беше цела година ангажирано сино и сега кога треба парите да реализираме производството, не можеме моментално да го пласираме, нудат ни ниски цени. Иначе задоволни сме од субвенциите што ни дадоа за оризо и за другото, задоволни. Со се тоа народот мора да работат. Без работа не бива ништо. Само со работа. Мене ме знаат, у Кочани ме знаат сигурно 70%. Јас сум, уште еднаш ќе кажам, Ѓорги Билката. Порано во овој регион имало многу добиток и многу налбати кои им ставале нови обувки на коњата, магарињата и другиот добиток. Денес Бейтула Максудов од Кочани е единствениот налбатин кој се уште се грижи за копитата на добитокот. Бейтула Максудов од Кочани е единствениот налбатин кој во Источна Македонија ги поправа копитата и им става нови обувки на добитокот. Порано кога имало добиток, работа имало преку глава. Дневно се подколувале по 30 до 40 грла. Но денес состојбата е сосема поинаква, вели Бейтула. Ги изработувате сите? Подковиците ги ја правам. Имам дома ковачилница се. И велите порано имаше многу работа. Многу работа имаше. Сега одам по овие мородви, стеранци по селата. Многу слабо. Нема стока. Пред колку години јас нема стока? Па од 20 години понаваму. Се помалку Се на немање и добри. Сега што остана? Некои магариња? Некои магариња, некои мулки такви што чуват луѓето за сам себе. Едно време имаше дрвари, зрновци беше пуно. Да, зрновци, мородви, видовиште, пуно. Лески. Коња, магариња. Абе имаше се. Се имаше. Еве, постојано сте овде во Облешево, има ли работа? Нема, денеска баш нема, ни едно не сум. Не. Сега по која цена ги подкупувате? Па по 500 динара, по 400 динара спрема добич. Бейтула потекнува од занечиско семејство во чија ковачка работилница се изработуваат сите неопходни подковици и друга опрема за да им се олесни движењето на добитокот. Да ни кажете кој алат го употребувате? Па теготе прво сантрачове за рамнење, клеши за сечење, копито, клинци и чуко за кацање. Нови обувки, што имате за нив од обувка? Па имаме рамни плочи и налчиња. Налче тоа е подковицата од сега. И шајки, така? Клинци, да, ово е. Тешка работа ли е ова? Абе, работа не е тешка, ние се навикнаме на оваа работа. Секој не може да ја работи? Не. Вие сте последниот налбатин рече? Да. Источна Македонија? Источна Македонија нема веќе. Нема. Може ли добитокот без нови обувки да оди? Па не може, ама терат ги наго, немање, немат пари. Немат пари луѓето. Коват ги 2 пати годинашно. По 3 месеца иде ковењето.
Порано само во Штип имало над 10 налбати, но со текот на времето, со осипувањето на добитокот, дојде до замирање на овој занает и целосно бришење од регистерот на занаети. А во ветеринарната клиника во Штип честопати има потреба од разни хируршки интервенции. Таму успешно се спроведува и царскиот рез како начин да се спаси мајката доколку дојде до компликации. Во моментов работиме царски рез на коза. Бевме на терен, пробавме да го извадиме јарето, бидејќи не беше возможно тоа да се направи на терен, во теренски услови нормален пороѓај, моравме да преидеме кон царски рез. Еве сега во моментов го извадивме практично плодот и сега ни престои враќање назад на материцата како би можеле да ја привршиме целата операција, односно спасување на козата. Колку интервенции имате вака просечно годишно? Видите, ова е сега период на јагнење и на јарење на единките. Да ви кажам сега во моментов секојдневно имаме по една до две операции. Секојдневно. Значи голема е активноста во делот на спасување на единките кои не можат едноставно да донесат живи единки на свет. Околку не се интервенира на време, во таква ситуација доваѓа до угинување и на плодот, и на мајката, а во колку се интервенира практично на време, може да се спаси и плодот и мајката. Голем е бројот на оние сточари кои се едноставно совесни, на време интервенираат и на време се јавуваат да треба да им се пружа помош. Тоа е новото. Ете, почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Се гледаме за 7 дена со нови прилози и содржини. Пријатно и довидување.